ќе можеме да уживаме во новиот албум на англиски јазик? Па не знам, морам да кажам дека не сакам многу да разговарам на таа тема, сето дека не се оствари албумот, ама во кратки црти ќе напоменам дека 7 песни се веќе готови од албумот. Албумот е во некој рок правец кој мене многу ми одговара. Уште 2 песни треба да бидат доснимени и јас се надевам дека за отприлика месец до месец и пол дена ќе биде готов албумот и дека ќе се случи првата промоција во Лондон. Значи, треба многу време за нешто што е со од толкави размери како проект, треба многу време, ама сите бевме стрпливи, а најмногу јас. Се надевам дека, односно подсвесно некако сум сигурен дека ќе биде успешно сето тоа, заради тоа што верувам и во мојот тим и во луѓето кои работат како мој тим во Лондон, кои се викаат People in Motion. Верувам во композициите кои веќе ги испеав и уште повеќе во тие 2 што треба да ги испеам за крај, на кои најмногу внимание посветивме заради аранжманската постава на композициите. Треба да ги испеам во наредниве 2-3 недели, после тоа им треба време на продуцентите да го измиксаат материјалот, да се заврши како што треба. Сосема накратко, колку имаш ти можност да повлиеш конкретно на конечниот изглед на албумот? Немам многу. Немам. Па или за жал, или во право се луѓето, значи соработувам со луѓе кои стварно знаат што проаѓа на светскиот маркет. Јас не сум многу запознат и веројатно тие знаат како треба да изгледа проектот кој го правиме. Се разбира дека имаат сугестии од наша страна заради тоа што јас точно знам во кој стил и во која насока можам најмногу да се дадам и можат да го извадат тие максимумот од мене стилски. На тоа се должи тоа што албумот наликува на еден одличен рок албум, ама останатиот дел е нивни, значи аранжманите, текстовите, продукцијата, со кој ќе се соработува и така натаму и така натаму. Сето тоа е нивна работа во која верувам дека на крајот ќе испадне така како што треба, заради тоа што се работи за одлични познавачи на маркетот, посебно во Лондон. Утрешниот концерт е пред тебе. Промоција на албумот Здравје Боже на англиски јазик. Твој сон неостварен во кариерата, што би бил? Дали некој си, можеби прво место на топ листата во Англија или некој таков успех? Подсвесно можеби. Значи, сакам да ја презентирам мојата музика на сите луѓе во светот и сакам со оглед на тоа што многу пати сум спомнал до сега дека нема да се откажам од Македонија, сакам да бидам на некој начин во рамките на моите можности музички амбасадор од Македонија и сакам да бидам препознатлив лик како бренд, како извозен бренд од Македонија и како македонец и во останатиот период од преостанатиот дел од животот. Значи, без разлика на успехот кој ќе се случи или нема да се случи, Боже здравје, понатаму верувам дека сум многу оптимист дека ќе се случи. Сакам да бидам македонски музички амбасадор на секаде во светот и секогаш кога ќе бидам на прво место на топ листите во светот или ќе имам концерт на некои светски прочуени места, да се знае дека на тоа место има концерт познатиот македонски пејач кој во моментот има можеби светска кариера, концерт на тоа и тоа место. Ајде за крај. Верувам дека ќе треба да го патентираш тоа, ве сакам сите на концертот. Значи, во последно време се трудам да не го кажувам многу, во последно време се трудам да го покажам. Значи, со текот на созревањето сватив дека емоциите можеби некогаш превладували и дефинитивно ми дошло некогаш да кажам дека ве сакам сите, ама сето тоа се покажува. Многу повеќе ќе се трудам да го покажувам тоа во наредниот период, отколку да го кажувам со зборови. Бура од емоции се случи на градскиот стадион во Скопје. Неколку часа пеење, танцување, раце во воздухот, радост и насмевки. Публиката од сите генерации едноставно пресреќна од можноста да ужива во концертот на својот миленик, Тоше Проески.
Без размислување, поканата за учество на големиот хуманитарен концерт на Тоше ја прифатија неговите колеги, популарни пејачи, вистински звезди и пред се луѓе со големо срце. Покрај нашиот Адриан Гаджа, тука беше и шармантниот црногорец кој ги освојува женските срца со насмевката и баладите, Бојан Маровиќ. Потоа Антонија Шола од Хрватска, прекрасната актерка, позната по серијата Забранета љубов, пејачка и текстописец. Потоа Марија Шестич, преубавата и талентирана пијанистка и пејачка, представничка на Босна и Херцеговина на Евросонг 2007. Колку голем број не има вечером. Пред концерт мој, а посебно ми е чест што е хуманитарен. Има дел од кампањата на USAID. Сите средства кои ќе бидат собрани вечерно од картите се ваша донација за обновување на училиштата основи во Република Македонија. Да чуем силно. А моју живот